8 правни субјекти се затворени во траење од 15 дена и изречени им се парични казни, бидејќи воопшто не ги почитувале владините мерки за скалесто ограничување на маржите. А покрај тоа откриено е и дека за некои продукти бруто профитната маржа одела и до 70%. Директорот на пазарната инспекција Владко Стојковски ги презентираше резултатите од двонеделните проверки на терен во кои беа опфатени над 400 малопродажни и големопродажни објекти. Контроли се вршени и во мали и средни маркети, но и во сите големи ланци на маркети, како и кај увозници и дистрибутери. Откриени се 36 прекршоци за кои се изречени казни во висина од 42.000 евра, а на 8 фирми им е изречена забрана за работа во траење од 15 дена и тие мораа да ги затворат објектите. Кај 8 правни субјекти констатирано целосно непочитување на одлуката на владата. Чинам дека се 3 маркети, аптека и 3 големи увозници, односно најголеми увозници на зеленчук и овоше, каде онака заедно со инспекторите увидов онака фрапантни маржи. Меѓутоа, уште 30 предмети во моментов се во обработка за да се утврди прецизно дали и какви неправилности има, а со овие предмети се опфатени сите ланци на големи трговци. На уште 30 предмети имаме онака обемна документација за анализа. Верувам во свесноста на инспекторите, верувам во нивната работа, така да ќе ни оставите малце дополнителен простор затоа што се носат сериозни одлуки. А во овие 30 се појавуваат некои од големиве ланци? Да, сите доја. Стојковски потврди дека тоа што се шпекулираше во јавноста, дека за голем број продукти разликата во цената од граница до рафт во продавница, односно бруто профитната маржа била и над 70%. Анализата што ја правевме пред месец и половина, значи буквално од влегување на одреден производ на граница па до рафт, просек да речеме 70% бруто профитната маржа. Свесен сум дека сме мал пазар, меѓутоа 70% е многу. Околу врската на трговците да ги објават своите цени на веб страна и редовно да ги ажурираат, која ќе почне да се применува кон средината на идниот месец. Стојковски кажа дека очекува граѓаните да пријават доколку забележат нерегуларности, односно дека некој производ се продава поскапо, но и поевтино од цената наведена на веб страната.